Почитувани граѓани на Штип, почитувани земјоделци. Владата предводена од СДСМ ги слуша потребите на земјоделците и создава амбиент за тие да имаат рентабилно и конкурентно производство. Го исполнивме предизборното ветување. Со најновата мерка на владата зелена нафта се овозможува огромно олеснување на земјоделците во производството на земјоделски производи. Со мерката зелена нафта, земјоделските производители добиваат субвенции за користење на нафта, со што ќе се зголеми ефикасноста во производството. Ќе се намалат трошоците, а со тоа ќе се зголемат и производите и ќе бидат поконкурентни. Мерката предвидува 30% повисока цена за евродизелот на земјоделската механизација. Со мерката ќе бидат опфатени 55.000 земјоделски стопанства на државно ниво, од кои 1.595 од Штипскиот и Карбинскиот регион. Мерката зелена нафта се воведува за прв пат и тоа во првата половина на мандатот на оваа влада. Во Штипскиот и Карбинскиот регион досега се доделени над 300 картички за користење на зелена нафта на земјоделските производители кои имаат аплицирано за субвенции во 2018 година. Оваа влада, предводена од СДСМ, прави многу за земјоделците. Со измените на Законот за земјоделско земјиште овозможува правилна распределба и го враќаме целокупното земјиште кај вистинските земјоделци. Младите земјоделци ќе бидат ослободени од плаќање на закупнина 3 години. Пчеларите ќе имаат можност да добијат државно земјоделско земјиште, овозможува изградба на објекти за промоција на земјоделски производи и спортско-рекреативни објекти. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, го слуша гласот на земјоделците и останува посветена на мерките што обезбедуваат повеќе пари за земјоделците. Парите се враќаат назад кон граѓаните. За нас зборот важи.